Во конкуренција од 12 преубави девојки на традиционалниот избор на жетварска убавица, жири комисијата имаше тешка задача да ја избере најубавата. Престижната титула жетварска убавица на Кочани за 2015 година ја понесе 15-годишната Нина Лаковиќ од Кочани. Јас навистина не очекував дека ќе ја земам титулата жетварска убавица покрај оваа прекрасна конкуренција покрај сите девојки. Ќе го представам градот Кочани во најдобро светло и на телевизиите на кои што ќе се представиме, но и на зажнеувањето. Ова ми е прв пат што учествувам во оваа манифестација и навистина не очекував дека јас ќе бидам жетварската убавица, но ете се случи. И горда сум и благодарам на жирито и на целата публика што дојде овде да не проследи. За прва придружничка беше избрана Драгана Лукиќ, а за втора Сандра Арсова. Ова ми е прв пат да се представувам на оваа манифестација и сум многу изненадена, но исто така и многу задоволна. Не очекував дека ќе бидам втора придружничка и многу ми е мило и посакувам среќа на победничката и на првата придружничка. Наградите на најубавите девојки им ги врачи градоначалникот Радко Димитровски, а имаше и подароци од спонзорите и фирмите. Девојките имаа 3 представувања во современа и стилизирана облека и во народна носија. Сценариото беше подготвено од Марија Апостолова, а комисијата беше составена од стилист, фризер и представник од општинската администрација. Организаторите на манифестацијата годинава навистина се потрудиле изборот на жетварска убавица да биде настан за кој ќе се зборува подолго време. Почнувајќи од подготвената сцена, па се до забавниот дел, за кој се погрижија наставниците од Основното музичко училиште Ристо Јоруков и во живо отсвиреа неколку македонски песни. Со гостинката од Турција Чидам Таштан заеднички пееше и публиката, што е доказ дека забавниот дел е полн погодок оваа година. Жетварската убавица Нина Лаковиќ ќе ожнее првата ракатка ориз на традиционалната жетва, што годинава ќе се одржи во оризовата нива во село Прибачево, со што и официјално ќе биде означен стартот на жетвата на оризот.